Сакани мои драги гледачи, ве поздравувам во денешната емисија Вкусот на традицијата со еден многу интересен, вкусен и невообичаен рецепт. Знаеме дека сега се пушта ловот, веќе имаме дозвола за ловење, така да во Македонија е многу популарен ловот на дивите свињи. Токму ние имаме тука комши во етно село и сакам да го поздравам полицаецот Горан, кој што е од Каршија тука од етно село Тимчевски, кој што ми кажа Адријана, ќе ти донесам, вика, ние уловивме дива свиња, ќе ти ја донесам да ја подготвиш за специјално за емисијата. Навистина многу ти благодариме, Горан, за честа за во емисијата што ни го донесе ова месо и плюс ни донесе печурки вргањ што тој ги бере и ги исушил токму за оваа тава. Денеска ќе ви подготвам тава од дива свиња и вргањ. Тоа е нешто што верувајте дека кога еднашка ќе го јадете, вкусот доживотно ќе го паметите и никогаш нема да го заборавите. Ова се тави кои што не се прават многу често, нели вообичаено кога го имате тоа месо. И сите овие состојки што ќе ви ги кажам прават вистинска магија на вкусот. За да направите една таква тава, пред се ќе ви биде потребна една голема земјена тава. Се што ќе се направи во неа е многу вкусно и да се крчка со сати, дава еден посебен шмек. И за да се направи оваа тава, припремите се многу поголеми. Што значи, месото ќе го ставите 24 часа пред да го готвите. Во саламура, значи во вода, алкохолен оцет, кромит, лавров лист, бибер, во зрно ќе ставите малку сол и макдонос и целер. И ќе го ставите да стои цела ноќ. Наредниот ден ќе го извадите месото и ќе го искрчкате убаво да омекне, значи да биде готово кога ќе го ставите во тавата, само да си се крчка за вкус уште повеќе да омекне. Ќе ја прецедите таа вода и во таа вода ќе го варите месото. Еве јас имам таа вода, значи за да се направи ова мораме и на 1,5 килограм месо, 1,5 килограм дива свиња, нас ни е потребно 2 килограми кромит претходно добро испржен. Понатаму, ќе ни треба половина литар бело вино, ќе ни треба една чаша кафеав газиран сок, било каков, само да е кафеав, една китка макдонос, неколку ливчиња лавров лист, 200 грама вргањ исушен или свеж, или ако немате вргањ, ставете било која печурка. Потоа ќе ни треба едно мало кафено лажиче за запршка брашно и едно кафено лажиче црвен пипер за запршка и масло околу 1,5 децилитар, сол, бибер мелен, бибер во зрно, мешан сув зеленчук, ќе ни треба исто така триена сол, ким едно пакетче. Едно десетина чешниња лук ќе ни требаат, семв 2 до 3 супени лажици и околу десетина модри сливи, малку вода по потреба и масло, како што ви кажав, и тавата ставете, а покрите со капак или со фолија и заборавете неколку часа и има да уживате во овој вкус. А сега прво ќе го земам месото. Месото кој што е претходно сварено, како што ви кажав, значи до фаза да се топи, едноставно да се топи. Ако има некои поголеми парчиња, само можете да ги подсечете, ама овие се добри, супер се. Ќе го ставам месото. Многу е битна, значи за ова тава е многу битна претходната подготовка. Повторно ќе потенцирам, месото треба да биде како локум меко. Локум да биде. Го ставаме месото. И многу е важно за оваа тава да биде многу сочна, да има многу сос во неа. Сега ќе ги ставам и печурките, баш вака исушени како што се. Сега ќе го ставам и кромидот внатре.
Значи, за ова тава повторно напоменувам, се и кромидот треба да биде претходно испржен. Затоа што да го ставите така да го пржите, прво месото а се вари па да додадете кромит, не е тоа. Се посебно. Се посебно. Сега го ставам кимот. Кимот, знаете што прави во тавата? Кимот му дава таков еден вкус да полудувате по овој вкус. Полудувате од убавина. Така. Сега ќе ставам Макдонос. Нека има една цела китка Макдонос. Цела китка да има. Ќе ставам неколку лисја лавров лист или ловоров лист, како го вика популарно народот. Така. Неколку зрна бибер, еден прстоват бибер. Така. Бибер мелен. Ова месо бара бибер, повеќе бибер бара. Малку мешан сув зеленчук. Една супена лажица сигурно. Малку ќе ставите триена сол. Триена сол. Ќе ставам сега обична сол, можете и морска сол да користите. Така. И малку буковец. И што е најважно за да се добие оној финалниот вкус на оваа тава, финалниот, значи, мора запршка да имате и мора да ја жижнете запршката. Јас имам вода од месото, од прилика околу 1,5 литар. Значи, ако имате килограм и пол месо, подгответе литар и пол од таа вода во која што се варел дивечот. Е, сега тука. Ке го ставам семфот. Убаво ќе го растворам семфот во водата. Како убаво мириса и водата што се варело месото. На лукче, на кромит, на бибер, на лавров лист. И сега ќе ставам кафеав газиран сок. Има магија затоа што таа го прави месото уште помеко. Значи, кога ќе го направи, мислите дека локум јадете, а не дивеч. Тајната е токму и во сокот, да знаете. Ќе ставам бело вино. Мудрите сливи ќе ги ставите цели. Се разбира, нели, без семка, во секој дивеч оди суво овошје. Например, можете да ставите сува смоква, сува кајсија, сува слива или, ако ја правите летно време, можете да ставите праска, свежа, крушка. Доста се овие, да не претераме. И колку повеќе лук ставите, толку подобро.
Значи, добро запишете ги сите потребни состојки, оти и нешто да испуштите, можеби нема да го добиете вкусот што треба. Уф, колку е тешка тавата. Сега го додавам овој прелив од водата во која што се вареше месото и семфот. Ете така. И тука ќе промешам. Така. Сега се убаво да измешам. И сега да го жижнам со една мала запршка. Знаете што, всушност, кога ќе видите во една толкава тава, со толку потребни состојки, месо, кромиди, течности, вино, води и така натаму, вие ќе ставите запршка само едно мало кафено лажиче брашно. Се става запршката само да замириса. Да замириси, да го добиеме оној традиционален вкус. Масло околу 1,5 децилитар ќе оди за ова. Ја ставам сега малку брашненце, црвениот пипер и веднаш во тавата. Како што реков, само едно кафено лажиче. Колку да замириса. Може тука дури малку да му ставам да се запржи и буковец малку. И друго што можам да направам, лукче уште едно да ставам во маслото. Така. За една минутка ќе го ставам и црвениот пипер. Може и 2-3 зрнца вака. Така. Кога ќе почне да потемнува лукчето, тогаш ќе го ставам црвениот пипер. Ете така. Ево, овој момент е најважен. Со ова ја ставаме јаготката на шлагото дозгора. Касни порасни ќе биде ова. Рерната загреана на најако, на 250 или 300, зависи каква рерна имате. Кога ќе почне да крчка, вие ќе слушнете дека ќе почне да крчка, намалете на 200. Оставете ја 1 час и половина најмалку. Претходно сигурно ќе треба 1 час додека проврие и час и половина за 2,5 часа. Мислам дека ќе биде. Само да земам уште една лажица да пробам. Ова е за мерак. Се гледаме, драги мои, откако ќе искрчкаме. Леле, гледајте, чади, тавата со дивеч, вргањ, модри сливи. Ова е само за мацкање. Можете да ја Леле, како мириса. Леле, знаете како викат кумановци? Едам пуда како мириса. Леле, убавина е ова. Неверојатно нешто. Толку страшно специфичен вкус, мирис. Преубаво е. Валентино? Така, благодарам на лепчето. Оти ова без лепче не го бива. Да си мацнеме малку сега. Заборавив дека треба да одјавам емисијата, се занесов во вкусот на тавата, значи стварно нешто преубаво. Направете и вие, еве ви предлог за вашиот убав семен ручек или ручек со пријателите, со роднините. Драги мои, знаете како велат? Пред да се омажиш,
Следи го твојот дечко или тој за кој што треба да се омажиш, како се однесува кон мајката. Така ќе се однесува и кон тебе. Затоа внимавајте кого бирате за маж. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата.